Дали Европската Унија во делот на пристапниот процес на нови земји членки води политика на двојни аршини? Ова прашање се наметнува по неодамнешната одлука на Унијата да се започнат пристапните преговори за полноправно членство со Украина и со Молдавија. Двете држави пристапот кон Унијата го отпочнуваат со еден куп проблеми. Украина е во војна со Русија и нема контрола над голем процент од својата територија. Сериозни внатрешни проблеми има и Молдавија, која 3 децении се соочува со нерешениот статус на Приднестровје, оцепен регион со кој де факто Кишињев нема контрола. За разлика од овие две земји, Македонија и целокупниот регион на Западен Балкан се далеку посредени и поперспективни држави. Сепак тие долги години се заглавени во евроинтегративниот процес. Веќе не е тајна дека геополитиката игра многу поголема или ајде барем еднаква улога како и меритократијата во однос на европското проширување. Сега, како што и вие наведовте, Украина и Молдавија имаат сериозни проблеми, особено со односите со Русија. Украина буквално крвави за да може да биде дел од европското семејство, а Молдавија едва и се извлекува на избори да може да победи проевропската страна. Така да ова би го нарекол од Европската Унија јас и награда и подарок за одржување на тој моментум во овие држави, тој проевропски моментум, за да можат во иднина да се изолира руското влијание. Николовски смета дека во моментов Македонија, но и целокупниот регион не се наоѓа на високите позиции од европската агенда. Во овој момент ние не сме толку високо, зборувам како Македонија, не сме толку високо на агендата за да можат, за да сакаат всушност да вложат напори да ни на некој начин учинат, тоест да ги исполнат условите кои ние ги поставуваме на Европската Унија. Киев и Кишињев од понеделник официјално ќе ги отпочнат преговорите со Европската Унија. Првиот преговарачки кластер опфаќа 5 поглавја: јавни набавки, статистика, правосудство и темелни права, како и правда, слобода и безбедност. Овие области се сметаат за основа на пристапниот процес и традиционално први се отвараат, а последни се затвараат во текот на преговорите. Кластерот ги опфаќа клучните вредности врз кои е изградена Европската Унија, вклучувајќи го владењето на правото, функционирањето на демократските институции и заштитата на основните права.